Доколку за вас навидум неупотребливиото железо представува отпад, за него тоа е материјал за изработка на уметнички дела. Сакаме во продолжение да ви го представиме младиот уметник Озбек Ајваз. Благодарам за гостопримството, Озбек, во вашата работилница. Благодарам и на вас што дојдовте. Најавив дека всушност од отпадот, за некого што е навидум отпад, железо, метал кој што го фрлаат, ти произведуваш вистински уметнички дела. Па да започнеме со тоа, ти си дипломиран скулптор, го заврши тоа, магистар си, впрочем и во така, моментално магистарски студии во класата на професор Жарко Башевски, кај што и дипломирав. Така. Пред испитите ги завршив, ми остануваше тезата, до година ќе магистрирам најверојатно, така ми е план. Воедно паралелно си наставник по ликовна уметност, ќе зборуваме за се, посебно за почеток некако фокусот ми е околу твоите уметнички дела, околу скулптурите кои што ги изработуваш. Како започнува оваа приказна? Ова приказна започнува во средно уметничко, бидејќи ја завршив средно уметничко во класата на професор Ангел Мацевски и Бранко Јакшич. Тогаш нашата школа имаше проект со паркови зеленило и штрковите во аеродром ги правевме на почетокот. Таму прв пат се запознав со заварувањето, потоа на факултет веќе самостојно кога почнав да правам. Од тогаш почна и дојде прва, втора година имав направено дело од метал по едно само, бидејќи уште не го знаев системот на работа. Трета година за жал фати пандемијата, бевме сите по дома. Тогаш почна да се спрема и планот за дипломски труд, што следна година четврта е. Четврта година активно си работев во метал, бидејќи Макстил фабриката беше со нашиот факултет имаат некоја соработка и ни донесоа бајаги железо. Си почнав да работам и така дојде до дипломскиот труд исто да биде во метал и да го направам тешкото. Дипломскиот труд, со акцент ќе нагласиме, се работи за едно импозантно дело, фасцинантно дело. Не знам какви се епитети да додадам за изработките кои што ги имаш направено. Можам да редам уште многу пофални зборови и убави зборови кои што ги опишуваат твоите дела. Тешкото. Како дојде идејата токму да биде тешкото и колку време ти одзе да се чини како да си работел со години на ова? Секојдневно 96 дена во просториите на Макстил, во железара работевме, со уште еден колега, он си го работеше своето дело, ја моето дело, тешкото. Тешкото дојде се склопија повеќе теми, бидејќи 2012-2013 година, не се сеќам точно, и за денот на независноста на Македонија имаше концерт на стадионот во Скопје имаше концерт, Македонското срце чука во 7/8, бидејќи 7/8 такт е македонската музика. Потоа 8 како бесконечност, 8 години студира вајарство кога се склопи темата, број 8 бе во дневнику основно. Осумката се вртеше цело време, реков зашто да не направам 8 фигури. У тешкото, после почнав да го гледам тешкото на YouTube, како се поставуваат, како се поставени играчите, како се игра. Направив скици, после на факултет кога се вратив, се консултирав со професорите, кои беа сите на факултет, освен мојот ментор и со останатите. На сите им се допадна идејата, потоа само остана реализацијата да се направи. Сега, каде е поставена оваа скулптура, каде може да се погледне во живо? Пред управната зграда на Макстил во Скопје. Некако ме фасцинира твојата работа како млад човек. Ти всушност тогаш тоа е твој дипломски труд, си бил премногу млад, а уште од тогаш некако премногу сериозен подвиг за твојата работа. Тоа значи дека целиш кон такви импозантни, големи, крупни дела во иднина? Тоа ти е целта? Сам миниатурата да, окей, за внатрешен простор, ама скулптурата си бара простор, си бара паркови и се останато. Мојот цел беше веќе кога имам сила и млад сум, барам да направам нешто големо, што ќе остане, а после тоа ќе продолжиме, ќе видиме што како ќе се движи. И магистерскиот труд, за жал сам свој корено пак си пукав, пак големо нешто ќе биде. Ќе се спрема од август месец, ќе почнам да спремам и нејзе. До година у мај ќе биде готово. Што е тоа што го подготвуваш за магистерскиот труд? Изразот на коњите ми е целиот концепт. Тоа значи што ќе можеме да видиме?
Од прилика некои 18 коњи. 18 коњи. Значи тоа ќе биде конјаница, претпоставувам. Јаница, хиподром ќе направам уствари на некој начин. Каде ќе биде тоа поставено? Веќе имаш некоја идеја и замисла? Па, кај ќе биде поставено тоа, ништо не знам, бидејќи тоа веќе бюрократија, процедура е, поставка, дозвола за градба и се останато, кај ќе се постави не знам, а крај крајава во ателје. Покрај тоа што имаш изработено едно импозантно уметничко дело, тешкото како што кажав, уште едно дело е видливо за очите на јавноста, достапно за фотографирање. Тоа е во паркот на франкофонијата. Овде станува збор за саксофонист, ако не се лажам. Да, точно, господинот кој свири саксофон. Тоа е уствари направено дело за време на почнато од време на карантинот, завршено на крајот и моментално е поставено во паркот на франкофонијата у договор, у соработка со Центар за современи уметности, Општина Центар, Министерство за култура и Фондација за отворено општество. Узбек, си забележал ли некогаш луѓето како реагираат на твоите дела од страна? Дали некогаш се случила таква ситуација? Кога го завршив тешкото, после дури година дена го видов повторно. Беше у фабриката Железара, беше внатре у погон. После година дена го видов ја втор пат делот. Од дента која искочив од фабриката со завршено дело. Тоажна само на телефон можам да им го покажам на мајка ми и на останатите, ама уживо сосема друга приказна е. Многу е различно затоа што тоа е практично во природна големина, така? Надприродна големина. Надприродна. Ако пресметаме дека едно човечко тело е 1,80 м, ова е негде 2,10, 2,20. Искачан габаритно е, затоа и е тешко. И е тешко од неколку тони, ако не се лажам, така? Тон и пол до 2 беше скоро кога го пресмета на вага. Како го поставуваше толку големо, мислам, самиот го правеше на лице место? 85% сам правев, на крајот веќе уште еден колега со мене работеше на својот дипломски труд и имаше соработка меѓу нас за да се постави гравитацијата и се останато, бидејќи железото во моментот кога се вари тоа може да се искриви и се да му се деси за да се постави гравитацијата, мора некој да придржи некад, бидејќи сепак една фигура од прилика тешка да стои нешто кила. Кога се вложува толку многу труд и толку многу љубов во едно дело, какво е чувството кога треба да се разделиш? Велиш дека не си го видел една година. Какво е чувството кога уметникот се разделува од своето дело, знаејќи дека повеќе не е во неговите рамки? Самиот момент не знаеш кога е крајот. Ке го направиш делото, не знаеш кога е крајот. Уште нешто да направам, да додадам. Во моментот кога ќе сватиш дека усвари треба да прекинеш, тоа е усвари најубавиот дел, како што и Толстој кога умира Ана Каренина, кога ќе се испружи на земја, Ана Каренина почина неговиот изговор за завршената книга. Тоа е значи на некој начин и убаво чувство. И покрај тоа што знаеш дека се разделуваш од сопственото чедо под наводници, е убаво чувство знаејќи дека си завршил нешто. Па секоја завршена работа е товарот од рамењата паднал веќе, можам да одморам. Ја така го гледав, така беше и со тешкото. Ден така го завршив тешкото, тогаш отидов кај еден колега од факултет, кај него бев на гости во Велес, да се одморам, после тоа ми требаше, после тоа уште месец и пол дена немав допрено ништо да работам, ми требаше стварно одмор, бидејќи тешкото требаше 96 дена да се направи, секојдневно, од јутра до сутра, од сабајле до вечер. Со тоа што создаваш дела од отпад, си општествено одговорен, си сакаш да придонесеш за нашето општество, за нашата животна средина. Ме радува што се почесто се среќавам со вакви луѓе како тебе, посебно млади луѓе. Создавајќи такви дела, создаваш и минијатури, спомена. Тоа значи дека правиш по нарачка, можеби изработки за луѓе кои што сакаат подарок или можеби некакви украси за дома. Произведуваш и такви работи, така? Да, со тоа усвари на таков начин и екзистирам преку уметноста што ми дала на мене. Бидејќи пазарот на скулптури за жал во Македонија е многу слаб, поготово на Балканов. А интересот? Полека се зголемува, да речем. Полека се зголемува, ама сепак не е тоа што треба да биде, бидејќи не сме малце вајари, сите на сосема друг начин екзистираме преку уметноста. Што мислиш, за кого се наменати твоите производи? Која е твојата целна група? Група, немам таргетна група. Секој кој е љубител на уметноста е таргет.
Кој најчесто те бара? Еве досега за какви подароци најчесто те бара? Да ги инспирираме нашите гледачи зашто се можат да подарат една ваква? Најчесто до сега со поголеми фирми имам соработувано во Македонија, бидејќи они се поангажирани за такви работи, за декорација на фоајето во фирмата, канцеларии, се останат. Како иде патот за чистење, условно речено, односно преобразување на отпадот, железниот отпад во производство на вакви уметнички дела? Како иде тој пат? Дали е тешко достапно да се стигне до целта? Дали ви има многу луѓе кои што целите сега периодов кон ова или се уште многу се бориме? На почетокот на факултетските денови, кога се нема доволно средства у џеп за да се купи материјал, првен го ичистив својот подрум од железо и на останатите роднини што ми се семејство, го ичистив подрумот за да го искористам железото. Потоа преку медиуми кои ме дознаа ми донираат железо без проблем. И така на таков начин се снаоѓам, а се дешава и да треба да идам некаде да купам некои работи кога ќе ми затреба. Во прилика ќе апелираме до сите оние кои што сметаат дека дома имаат железо, метал кој што сакаат да го фрлат, да те побараат тебе затоа што ти ќе направиш нешто за воодушевување. Слободно. Тука сум секад, се наоѓам од Чаир. Чаир не е толку лошо место како што го зборат на медиуми. Имаме добар соживот со комшиите. И муабетот е го немате чаирското у вас. Да, еве ние ќе го потврдиме како гости овде, испивме прекрасно вкусно на кафе и во одличен амбиент сме во твојата работилница. Би сакала да поразговараме за тоа како ти стануваш вајар. Зошто се одлучи? Дали можеби е некоја генетика во прашање на твоето семејство? Зошто се одлучи да се запишеш на овој факултет? Ја кога завршив основно, првиот муабет ми беше да се запишам на графика, на графичкиот оддел во среднометничко, ама немав доволно поени, ме примија на вајарство. Први имаше на тага разочарување зашто на вајарство сега, што ќе правам со вајарство, ама првиот ден кога почнав, кога се запознав со глината, прв ден кај професор Ангел Мацевски на час, ми се допадна, се запоронедов во самиот облик, бидејќи вајарството е тридимензионално, може да се обликува од сите страни, тоа ми се допадна највеќе и си почнав да работам. Кога дојде време на факултет да се запишувам, немаше смисла да идам на друг смер, освен вајарство, пак бидејќи веќе вградено ми у кожа тоа. За жал, на факултет Рбев имаше еден момент, една двоумица за да го напуштам факултетот и како сите да отидам ја од државава. Ама останав и тука сум се. Покрај вајарството, сликаш, дали гаиш некоја друга уметност? Па почесто, бидејќи бара ателје, бара загревање и зимски услови, поготово преку зима си сликам дома, на топло. Сликаш уметнички дела. Озбек Ајвас, така е засега името и презимето зад кое што се потпишуваш, дали можеби замислуваш некаков бренд? Каква ти е твојата идеја и замисла како да се развиваат твоите уметнички дела? Сега само со името и презимето ќе си останам. Тоа ми е идентификацијата, нема што да се менја у тоа. Што посакуваш? Како посакуваш да се развива твојот труд? Ја уште од денот кога почнав да работам, и ако работиш ќе те видат. Ако не работиш нема никој да те види. Како од кога почнав да работам, од кога почнав да ме приметуваат луѓе, куратори, галерии, се у свое време. Ништо не можам да зборам од сега за 5 години унапред. Имаш ли можеби некоја жилба за надвор? Имаш и награда надвор добиено во Истанбул неодамна, честитам за тоа. Тоа е првото излегување од границите, така? Тоа ми е третото излагање од границите. Бев на ликовна колонија во Црна Гора во Плав и на ликовна колонија во Призрен у Косово. Потоа трето излагање ми е на симпозиумот во Истанбул, кај што добив и награда. И тоа беше исто неочекувано, бидејќи седевме на бина професорот Алајбек Караулу. Ја забореше наградата, ама знајќи дека не е за мене, кога си го чекав само мојот ред и кога ми извести Озбек, јас таков збунет, излегов на бина, не знам ништо да кажам, среќа, радост, измешани чувства. Им благодарам што ме одбрале мене за наградата. Ми дадоа поголем поттик за да работам повеќе. А која е желбата? Имаш ли некаква желба и замисла, да речеме, нешто што посакуваш да ти се случи?
Желба за сега сакам да си го зголемам ателјето за да можам да работам по-грандиозни скулптури бидејќи сум малку помало ателје, бидејќи се наоѓа во животна средина кај што живеат луѓе, не можам многу да брмчам, да правам прашина, бидејќи после треба да се карам со комшиите, зашто се караме ако може да имаме си да соживот. И желба ми е се да се само се преселам во поголемо ателје. И тоа ќе биде за некоја година, веќе се работи на проектот. Колку е безбедна оваа работа? Носи и опасност? Секако дека носи, ја до сега имам преку 2 раце имам повреди на очите. Два пати имам изгореници и преку 15 пати можда шпон ми има влезено во око. Сакал не сакал се дешава. За самиот крај, јас сакам да ти посакам многу поголема работилница и покрај тоа што во оваа работилница има толку многу душа, толку пријатно се чувствувам, ќе споделам со гледачите, наскоро посакувам да се исполни твојата желба и уште многу и долго да зборуваме за твоите успеси. Благодарам. Благодарам.